Овој спортски хепенинг е направен непосредно пред големиот празник на Република Македонија, ослободувањето на нашата држава. Му го честитам на сите ученици и родители. Станува збор за реконструкција на училишниот двор, пренамена на мултифункционално спортско игралиште. Со тоа добиваме зближување на двете згради кои се во окружувањето на нашето училиште, зградата од прво до девето одделение основните паралелки и зградата за деца со посебни потреби. 1100 квадратни метри е постелена површина асфалтна и 350 до 400 метри квадратни е постелено бекатон плочки кои го пренамеруваме за патека на учениците и родителите. Благодарност до локалната самоуправа кој ни изгледа во пресвет. Ова вложување беше некаде околу 3 милиони денари, од кои 2 милиони денари беа директна инвестиција за пренамување на школскиот двор или мултифункционалното училиште и милион денари беше вложено во натрешноста на училиштето на прво до девето одделение во основното училиште. Беа реконструирани спортската сала, спортскиот кабинет, кабинетот по информатика, наставничката сала и целокупните холови на учениците. Исто така сакам да ги поздравам градежната компанија Конструктор за нивната професионалност кои направија да ова изгледа сега вака. Ова е еден од многуте проекти кои беа реализирани во минатиот период во основното училиште Климент Охридски. До сега да напоменам се инвестирани повеќе стотици илјади евра, со што ова училиште прераснува едно од најубавите на територијата на општина Прилеп и пошироко во Република Македонија. Само да напоменам, пред повеќе години циклусот на инвестиции трај повеќе од 10 години во училиште. Комплетно беше инвестирано во внатрешниот дел на училиштето, комплетна реконструкција, спортската сала реконструирана, надворешниот дел фасадата. Беше реконструирано училиштето за деца со посебни потреби кои во склоп на ова училиште и да напоменам не беше реконструирано од далечната 1924 година, скоро неполн век откако било направено. Денес децата имаат одлични услови за работа, се направи и соба за аутизам, натрешно уредување на училиштето, а исто така беше реконструирано и подрачното училиште во Мажучиште, кој исто така во склоп на училиштето Климент Охридски. Овој најнов проект за ова училиште е вреден 3 милиони денари од буџетот издвоен на локалната самоуправа, со кој комплетно се реконструира дел натрешниот дел од училиштето, меѓутоа и комплетно реконструирање на дворот и спортските игралишта од училиштето. Така да денес имаме комплетно спортски терени, нови реконструирани за кошарка, за одбојка, за ракомет, за фудбал, мал фудбал и други спортови. И ова е одлично спортско освежување за сите деца кои учат во ова училиште, меѓутоа и за сите спортски ентузијасти од градов и овој дел на градот. Исто да напоменам дека сите овие објекти се осветлени навечер, така да можат да се користат термини и навечер. Нашата цел е континуирано да инвестираме во образованието. До сега имаме инвестирано 12 милиони евра во сите образовни институции на територијата на општина Прилеп. Ќе продолжиме понатаму да инвестираме. Наредни проекти за ова училиште ќе бидат комплетно уредување на дворот во подрачното училиште во Мажучиште и комплетно средување на фасадата со термоизолациона фасада на ова училиште, скалишниот простор и секако некои други ситни работи по потреба кои ќе се јават во училиштето во договор секоја со директорот, вработените, родителите и децата на ова училиште, како што управивме тоа и до сега.
Ова е мала увертира на една емотивна приказна за ова градско мало. Почитуван градоначалник на општина Прилеп, господин Маријан Ристевски. Да работаме го наставни по физичко воспитување. И секогаш ми слушав прашањата на моите ученици. Наставиш, до кога ќе го трпиме ова? Горо да го направиме, си потепавме. И вработени во училиштето, почитувани родители на едно модерно реконструирано училиште и преубав двор со спортски терен, уреден во секој поглед до 1 квадрат од дворот. Доби училиштето со овој проект. Доби прекрасно